Благодарам. Добро дојдовте уште еднаш во собранието. Ние како пратеници претходниот пат и сега се обидуваме да ги адресираме оние прашања кои што сметаме дека се од интерес на граѓаните и тоа што граѓаните сметаат дека би било интересно да се чуе како одговор од вас, бидејќи веројатно имате многу повеќе одговори отколку што знаеме ние. Едно од прашањата го постави веќе мојот колега, но другото прашање е тоа што од неодамнешната имплементација на системот на границите со Европска Унија има огромен застој на коли, каде што се превезуваат патници кои што решиле да отпатуваат и да прошетаат. Истото се случува на границата со Грција, на границата со Хрватска, се чека по 5-6 часа, бидејќи истите морат да поминат низ една контрола, која што е со фингерпринт, со сликање, и сето тоа прави голема нервоза, колку и автопатите да се експресни, колку и да се безбедни, кога деца и возрастни луѓе ќе седат на сонце по 5 и 6 часа, мислам дека е небезбедно. И ако веќе зборуваме за безбедност на патиштата, ова е еден ишу или едно прашање на кое што можеби од Европска Унија и транспортната заедница исто така треба да размислат. Ако одиме кон осовременување, ако одиме кон олеснување, кон преземање мерки и чекори кои што ќе го олеснат и движењето и патувањето, тогаш мислам дека ова навистина треба да биде адресирано и доколку имате повеќе информации да не известите докаде, како, што и дали има забелешки на ова правил.